Добар ден, среда, убав ден, среќен ден, се дружите од 14 часот некаде до 17:30 со мене Владко Чаловски и секако колешката Јана Јосифовска. Така, добар ден и од мене, почитувани. Јана, за почеток, како што е вообичаено нели во студиото, да најавиме она што ќе го гледаме во текот на целиот ден до 23 часот, така да повели. Да, и во ова отворена студио 1, маратонско како и секогаш, ќе гледате во овој прв блок оние стандардни хайлайтс или поенти од најинтересните разговори кои што беа во текот на синокешното отворено студио 1. Секако ќе ја погледнеме и репортажата на колешката Искра Опечевска околу безбедноста на железничките премини. Знаеме дека изминатава година имаше многу сообраќајни несреќи токму на железничките премини, па ќе слушнеме и погледнеме од нејзиниот прилог како се регулира и што планираат надлежните институции. Потоа секако следува стандардниот информативен блок вестите на 1 ТВ во 14 часот и 30 минути. Со мене со колегата Чаловски повторно ќе се видите во 15 часот и 20 минути, каде што ќе имаме разговор со уметниците кои што пак учествуваа во една навистина убава и хуманитарна акција, ги разубавува ѕидовите на онкологија со своји дела. Секако ќе ги отвориме и телефонските линии да слушнеме ваши мислења на оваа тема. Стандардно во 15 часот и 40 минути разговор со колегата Дијана Андоновиќ за светските и регионалните случувања. Веќе од 16 часот и 50 минути гостин во отвореното студио 1 ќе ни биде доктор Виолета Стојановиќ, која што пак е координатор на секторот за активни вработувања во Агенцијата за вработување. Зошто е ова главна тема, бидејќи денеска од агенцијата презентираат некои нови мерки во борбата со невработеноста, така што верувам дека ќе имате што се да слушнете како ќе се бориме со невработеноста. Веќе од 17 часот и 30 минути стартува забавниот дел со возење со Вучиќ, па следуваат нашите ексклузивци и нашиот Сергеј Варушлија, секако со модата, критиките и советите. Од 19 часот и 15 минути домаќини на вечерното отворено студио 1 се колегите Ацо Кабранов и Боријан Јовановски. Меѓу другото ќе погледнете од гостите и ќе слушнете од 19 часот и 20 минути како ќе се контролира прислушувањето, каде што гости ќе бидат професор Гордан Калајџиев и директорот на ОТА Зоран Ангеловски. Понатаму исто така гостин во централниот дневник ќе биде Горан Ангелов, директор на Дрисла. Главното прашање кое што колегите ќе го постават до него е колку и каков отпад се гори во Дрисла. Секако од 22 часот повторно во фокусот на разговори ќе биде договорот од Преспа. Ќе се разговара со аналитичарите Сашо Клековски и професорот Љубомир Фрчковски, што понатаму во неговата имплементација. 22 часот и 30 минути повторно дневникот и веќе 23 часот секако серијата Викенси. Така што тоа е накратко да. Накратко. Во се обидов во еден здив да кажам се. Ајде од почеток со Дамјан Манчевски, кој што пак беше гостин во студио 1, зборуваше на тема председателски избори. Дамјан Манчевски е министер во владата на Заев, кој што пак накратко можам да кажам дека тврди оти парламентарното мнозинство, оти коалицијата, владината коалиција знае дека ќе ги добие изборите, председателските, меѓутоа и евентуални предвремени парламентарни избори и покрај тоа што опозицијата е таа која што ги бара. Манчевски вели дека опозицијата, односно председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски го прави тоа, иако му е јасно дека ќе ги загубил изборите, со цел да ја регрупира пратеничката група во собранието. Накратко, тоа е ставот на Манчевски, меѓутоа конкретно од него гледаме во следниот дел. Не брзаме во однесењето на одлуката и апсолутно нема, сега како што кажавте, ваква географска поделеност на луѓе. Има некои луѓе што сметаат дека треба, има некои луѓе што сметаат дека не треба. Меѓутоа како и да е, партијата не е оптоварена толку со тоа прашање. Ние ги гледаме
пред се партиските анкети и сондажи сме цврсто уверени дека на следните избори какви да се дека ние ќе победиме. Сега, друго е прашањето дека кои се мотивите на опозицијата да ги бара изборите. Мене ако ме прашате за да Христијан Мицковски и раководството на ВМРО ДПМН не влезат во собранието. Затоа што и тие ги знаат анкетите. Апсолутно се свесни дека немаат никаква шанса да ги добијат избори. И сега не гледам друга причина за нив, освен да се позиционираат внатре во собранието, да ги сменат актуелните пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМН и да се позиционираат како некаква си можеби единствена опозиција. Ваквата суперматна позиција која сака да покажете, помалку личи на оној синдром СДСМовски на само Бендицона, сигурно победуваме. Како што морам да ви кажам дека ако се државните интереси во прашање, што толку многу ви интересира што ќе прави опозицијата? При тоа го изгубиме темпото со Европска унија. Ама токму затоа, значи, ако сме одговорна власт, се надевам дека сме, ние треба да ги земеме во предвид сите општествени чинители. Затоа не брзаме со одлуката, рековме ние ќе имаме централен одбор најверојатно во петок. Не е нужно и тогаш ќе се донесе одлуката, може уште некој ден да се пролонгира, имаме време за оваа одлука, но ги слушаме што велат и стопанските комори. И слушаме што велат и коалицијските партнери. И слушаме што велат на крајот на денот и граѓаните. И на вистина, никој не сме, јас јавно кажав, јас сум еден од оние кои што сметам дека можеби е добро сега да има предвремени парламентарни избори, но апсолутно не сметам дека тоа е најважното прашање. Најважното прашање е што мислат пред се граѓаните и дали тоа, евентуалните предвремени парламентарни избори, може да донесе закочување на темпото пред се во економијата. Ако тоа се покаже дека е така, а анализиве што ги правиме не се само за кандидат за претседателски избори, туку и овој дел, ама апсолутно ќе ги прифатам лично како Дамјан, тие аргументи и ќе се оди само на претседателски избори. Да, тема во вчерашната авторска емисија Правда и неправда на колешката Гордана Дувњак пак беше главното прашање дали ќе престане играњето пинг-понг со граѓаните во управното судство. Гости во нејзината емисија беа професорот по управно право Борче Давидковски и председателката на Висшиот управен суд Лидија Ивановска. Се отворија многу теми, меѓутоа она главно прашање беше дека од 2006 година всушност кога е формиран управниот суд и во 2010 кога е формиран Висшиот управен суд, Македонија дека е определена за специјализирано управно судство. Меѓутоа се дадоа одговори на она можеби главно прашање зошто кај граѓаните зошто кај граѓаните постои се уште можеби перцепција дека недоволно функционира овој дел од судството. Во продолжение гледаме и извадок. Дали ја оствари целта, а тоа е ефикасна и брзна судска заштита во овој дел? Па видите, вие напоменавте, управното судство како специализирано судство и како дел од судскиот систем на Македонија има една специфична улога која што во сите парламентарни демократии судската власт е коректив на извршната власт. Овде токму доаѓа до израз таа компонента, да управното судство е токму таа што ги цени и цени работата пред се актите на органите на државната управа, пред се на министерствата и другите органи. Така што ова е првата брана, што би се рекло, управното судство е заштитник на правата на граѓаните кога тие сметаат дека им се повредени нивните основни човекови права и слободи со некој акт на државните органи. Нашето управно судство, мислам, го кажавте развојот, но сепак треба да се истакне дека управното судство, мислам, се уште не е по мене етаблирано доволно во нашата држава. Пред се можда има по мене, мислам дека повеќе на субјективни причини, бидејќи очигледно и управниот суд и Висшиот управни суд не се толку експонирани. Вие новинарите не ги користите, нема тука адвокати, нема кривични дела, нема притвори, нема апсења, али во секој случај мислам дека треба повеќе да биде препознатливо и сега поготово со новиот закон мислам дека повеќе ќе биде препознатливо, бидејќи ќе ги добијат сите нишани на суд. Они до сега воглавном
ценеа законитост на актот, ако е незаконит, ќе го поништат и ќе го вратат на повторно одлучување. Сега по сосема друга ситуација ќе биде. Председателка Ивановска, во перцепцијата на граѓаните, управното судство никако се доживува преку два аспекта. Прво, дека е неажурно, а второ, дека во изминатиот период служеше на некој начин како расадник за партиски кадри. Веројатно, општата перцепција беше дека токму овој суд, кој што е релативно млад, ова се релативно млади судови, беше користен за вдомување на роднини, блиски на функционери од поранешната власт. Го делите ли тој впечаток? Прво да ве поздравам и да се заблагодарам што ме поканивте во оваа емисија и што давате значење на управното судство. Секој граѓанин на оваа држава, од кога ќе се роди, има работа со органот на управа. Со вадењето на изводот од матичните книги на родени, па во целиот негов живот, лична карта, возачка и така натака, значи секој ден ние имаме додир со органот на управа. Сите тие незадоволства што ги чувствуваат граѓаните, имаат право да поднесат тужба против органот на управа, односно против поединечниот управен акт. За сместувањето и за бирањето на судиите во управниот суд и во висшиот управен суд, мислам дека е подобро да зборувате со членовите на судскиот совет, која донеле одлуката за избор на судиите, а кој како е роднина или е пријател, тоа навистина ја сега моментално не би можела да ја кажам, не навлегувам во блиски односи со судиите, туку професионално ги одржувам контактите. Во една од бомбите на тогашниот опозиционер Заев, со име, презиме и глас се спомна вашата колешка Светлана Петровска, која што беше на некој начин Светлана Костовска. Костовска, да, која што на некој начин беше човек за врски при набавката на опрема за прислушување. Да, сите слушнавме тоа. Да, колешката доаѓа на работа, на која материја работи, да, исполнува норма. Исполнува норма. Никола Спасовски е жител на Куманово, кој што ја искористи приликата и отвореноста на ова студио одовде да алармира барем за дел од промените кои што треба да ги донесат локалните самоуправи. Спасовски е инвалид од пред 2 години и морал да се адаптира на новите животни услови, но одовде алармираше за сите оние неопходни промени кои што треба да се прават кога се носат урбанистички решенија за да им се олесни на луѓето инвалиди, како што тоа е во барем оние поразвиени метрополи во Европа и во светот, каде што се внимава на сите аспекти за нивното живење. Куманово е фреквентен град, понекогаш е малци хаотично делува. Како се движите? Имате, например, услови да се качите на тротоар. Тоа е основната ваша преокупација на критиките за урбанистичките решенија, не само Куманово, секаде. Значи во Куманово со зборови, како се вика, нема ни еден спуштен ивичник на рабник на тротарите, така да ја не можам на многу локации во градот, зборам јавниот простор на плоштадот не може да отидам. До мојата работа, до мојата канцарија има случајно има спуштени рабници, некој се движам по улиците, коли поминуваат на 10 сантиметри од мене, па шта буде, нек буде. Јана, следно нешто што гледаме е репортажата на колешката Искра Петчевска. Така, она што го најавивме, ќе слушнеме повеќе од незиниот прилог во однос нели сите оние страни што имаат да кажат и граѓаните, меѓутоа и надлежните околу безбедноста на железничките премини. Но пред да преминеме, тука и да се одјавиме. Така, да, фактички ќе го заокружиме овој блок. Овие стравични слики се нем сведок за тешката сообраќајна несреќа што утрото на 19 декември 2018 година, 10 минути пред 6 часот, се случи на железничкиот премин на улицата Благоа Стевковски во скопската населба Маџари. Несреќата се случи кога товарен воз што се движел од граничниот премин Табановце кон Скопје на југ кон Железара удрил во патничко моторно возило Volkswagen Vento, собственост на Министерството за внатрешни работи. Во сударот загина 34
годишен полицаец, вработен во полициската станица Газибаба. Трајче Георгиевски, мештанин кој веќе 57 години живее во оваа скопска населба, за еден телевизија раскажува дека проблемот со необезбедениот железнички премин, како и со патниот правец што од Маđари преку хиподром води се до Катланово, трае повеќе од 25 години. Вели дека алармирале до сите државни и локални институции, но одговор од никаде нема. Овој пат беше, мислим, 24 метра, 7 метра е коловозот, па имаш банкина, па имаш канал и така натака. Со текот на време ова беше коцка што го гледате доле и се асфалтираш. Делот сега кај што се деси ова сообраќајката моментално, ова не е прв пат да се деси ваква сообраќајка. Мене многу ми е жал и криво за починатите, пошто можда на оваа пруга е веќе пети пат што се дешава со трагедии. Ова го тврдам со податоци што ние се бореме до сите институции во градот и републиката, сме алармирани, сме барале помош, меѓутоа до ден денеска владата ни едната ни другата не презема никаква активност. Ние конкретно бараме да се направи проект, односно за пешачка, велосипедска и одводна атмосферска канализација и да не се узурпираат каналите. Ова трагедија што е настанала. Мислам дека по се изгледа покрај пругата треба да биде 15 метра чисто и од едната и од другата. Еве само камерата нека фати пругата. Гледаш колку е 2 метра до камерата, жбун, не се гледа, немаш прегледност никаква. Ни од едната, ни од другата. Све е узурпирано тоа е опасна работа. Со почетокот на градежната сезона ќе започне забрзана изградба и рехабилитација на најголем дел од патната мрежа во должина од преку 770 километри во вредност од 1 милијарда и 270 милиони евра. Ветија вчера на пресконференција председателот на владата Зоран Заев, вице-премиерот Кочо Ангјушев, министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Ангјушев вети дека инвестиции ќе има и во железничкиот сообраќај. Се рехабилитира коридор 10, значи север-југ коридорот, и тука има одредени активности кои што ќе се довршуваат, но главните инвестиции во железничката инфраструктура ќе бидат на потекот према Бугарија. Но ова на Георгиевски не му значи ништо. Тој се сеќава и на состанокот од пред 11 години на кој присуствувале сите надлежни институции и на кој биле договорени конкретни мерки. На 10.12.2007 година во 11 часот кај градоначалникот на општина Газибава по иницијатива на пратеникот Благородна Дулич со единствена точка на дневниот ред беше: тоа е изработка на проект за изградба на пешачка и велосипедска патека на патот Р103 или сега 1102 тамо што пише, бензинска пумпа Коце Металец или Михајло Пупин сега што е до Катланово. На состанокот беа присутни следните представници: господја Благородна Дулич, пратеник во Собранието на Република Македонија, господин Трифун Костовски, градоначалник на град Скопје, господин Коце Трајановски, градоначалник на општина Газибава, Никола Ангеловски, председател на Републичкиот совет за безбедност на саобраќај на патиштата, господин Стевче Јолаковски, представник од Министерството за транспорт и врски, господин Роберто Трпковски, представник од Фондот за магистрални и регионални патишта, и господин Кче Благоје од општина Газибава, како и господин Трајче Ѓорѓиевски, председател на иницијативниот одбор од 12 местни заедници, и господин Душко Стојановски, директор на ЈПК Газибава 2007 и членови на работната група при иницијативниот одбор, одржан договорен состанок во општина Газибава. Ние на тој состанок е донесена следната одлука: по обемна дискусија околу надлежноста над регионалниот пат Р103 сега 1102 се донесе следните заклучоци. Министерството за транспорт и врски зема обврска да го изготви проектот за изведба на пешачка, велосипедска патека, бензинска пумпа Коце Металец до Катланово, додека општина Газибава зема обврска да направи список на оние кои го узурпирале државниот имот покрај патот. До ден денеска ова не е направено. Ѓорѓиевски потсетува дека целиот канал долж овој железнички премини патен правец е бесправно узурпиран и како што вели тој, што е уште пострашно, објектите што тука се изградени се веќе легализирани, а пречат на нормалното одвивање на сообраќајот.
Последна надеж на жителите на 12 местни заедници кои гравитираат во овој дел на областа Скопско поле е ветувањето што им го дал министерот за транспорт и врски Горан Сугарески по доаѓањето на функцијата министер. Сепак на вчерашната пресконференција Сугарески не можеше да каже кога точно може да се очекува решение на проблемот, но вети дека тоа сигурно ќе биде направено. Јас сум согласен да точно имавме средба, на која што средба ние разговаравме со луѓето и им ветивме дека нивните проблеми кои што се поврзани во делот на безбедност ќе бидат решени. Јас сум свесен дека во година и пол сите мостови се во Република Македонија не може наеднаш да се направи. Меѓутоа и во ЈПДП за нареднава година има над 10 мостови кои што ќе бидат санирани. Паралелно беа дел мостови и реконструирани и направени и во делот на железницата и овој проблем. Јас не можам со точен датум да кажам во кога ќе биде крајно тој дел реконструиран и завршен, меѓутоа можам да гарантирам согласно она што и НАТО до ланската година ги реконструираше мостовите, дека и владата на Република Македонија ќе го реши овој проблем, па ќе кажам, не ќе да лицитирам со термин, меѓутоа тој проблем на луѓето е ветен и ќе биде решен. Вице-премиерот Ангјушев вчера најави дека главните инвестиции во железничката инфраструктура ќе бидат на потегот кон Бугарија. Минатата година во Македонија се случија 5 железнички несреќи во кои животот го загубија 4 луѓе, а 3 беа повредени. Вечерва. Нова епизода. Were you looking at my wife? Have you slept with her? No, Lord. I swear. On all the gods. Од епската приказна, која ги освои гледачите уште по првата епизода. What do you take me for? Do you really suppose that a worm like you could sleep with a woman like me? I'm an earl's wife. Now I know who to trust and who not to trust. Не пропуштајте. 23 часот. Викинзи. Не дека криеме нешто. Не. Председателот постапува со пошироко толкување на уставот, има апсолутно право за тоа. Да, точно така. И тама работа да нема. Секоја среда со мене Сашо Ордановски во печат на неделата заедно со моите гости да ставиме печат на настаните. Во ексклузив ќе гледате Полуде од среќа. Го зама и прати видео порака на своја обожавателка од Хрватска.